кога луѓето го користат умот, постојано страдаат од едно нешто – збунетост. Продолжуваат да мислат и мислат, а во моментот кога ќе помислат дека стигнале до вистината, откриваат дека тоа воопшто не е вистина, туку само повеќе збунетост. Тешкотијата е ова. Кога мислиме на некого или нешто, формираме концепција за која мислиме дека е апсолутно точна, но во следниот момент влегува сомнежот и не премислува. Во овој момент ти мислиш дека јас сум фин човек. Во следниот момент ќе мислиш дека јас сум лош човек. После тоа ќе мислиш нешто друго. На крајот ќе видиш дека нема крај на твоите прашања и дека нема решение. Кога планираме, многу често сме фрустрирани, бидејќи не ја гледаме вистината од самиот почеток. Планираме да направиме нешто, бидејќи чувствуваме дека ако го направиме тоа, ќе постигнеме одредена цел. Но помеѓу планирањето и извршувањето, во нас влегуваат различни идеи и различни идеали и ни создаваат збунетост. Потоа, нашето планирање продолжува и понатаму за секогаш. И никогаш не влегуваме во светот на дејствувањето, бидејќи нашите планови никогаш не се комплетни или сигурни. Постои огромен јаз помеѓу нашиот ментален план и самото дејствување. Но ако имаме внатрешна волја, волјата на душата, која што треба да ни дојде од медитацијата, тогаш дејствувањето не е поскоро замислено отколку што е направено. Тогаш не постои разлика помеѓу нашата внатрешна волја и нашето надворешно дејствување. Кога со нашите планови влегуваме во потполно темната, нејасна, неосветлена соба на дејствувањето, тоа е како да носиме свеќа. Но кога ќе влеземе во собата со светлината на нашата душа, собата е преплавена со светлина. Во овој момент ние работиме со умот. Умот вели, треба да постигнам нешто, треба да мислам како ќе го реализирам мојот план. Но Бог не го прави тоа. Бог на прв поглед го гледа минатото, сегашноста и иднината. Кога сме едно со Бог, кога со постојаното тежнение се идентификуваме со Божјата свест, тогаш се што правиме ќе биде направено спонтано. Нема да го користиме умот, но секогаш ќе дејствуваме од својата внатрешна свест, со нашата интуитивна способност. А кога ќе развиеме таа интуитивна способност, лесно ќе можеме да дејствуваме без да имаме план. Можноста за потполна манифестација која ќе се случи, во секој момент ќе се материализира точно пред нас. Ова извадак од книгата Мудроста на Шри Чинмој, од Шри Чинмој. Книгата е достапна на нашата веб страница meditacija.mk, како и на книги.mk, каде што може да се погледне краток извадок од истата, а може да се нарачи преку нашиот Facebook профил и Instagram профил Медитација.